ovoj svet hram i sve pravoslavni hramovi u naših spomina i svega дека што Евангелието на радост е проширено. На овие свети литургии ние начело со нашите свештенослужители, а дай Боже почесто и архиереи се упатуваме со бродот кој што плови кон спасението, видејќи и самиот храм Господов е замислен како еден брод, кој што напред седи оној кој што управува со него, а позади него оној кој што веслат и му помага на предстојателот да стигне до целта. Затоа во место кое што седиме сите ние сега во моментот се нарекува наос или брод и символиката покажува на тоа дека сме патени на добро место, на исток кон изворот на спасението. Фала му на Бога. Еве јас, иако релативно свештени во мој свет храм, дочека храмот и братството наше да почне се разписува и тој дел од она што се нарекува надворешен изглед на еден свет храм и на света црква ќе биде завршен. Затоа што она што гледаме под зидовите ни помага на истиот тој пат кој што води кон спасението. Еве, во контекст на тоа може да се спомни денешното Евангелие, дека нашиот Господ Исус Христос, кој што можеби луѓето не го познаа, бесовите го познаваа, и кога го видоа, иако пред тоа мача многу луѓе, ги фрлаа во бунило, тогаш рекоа, зошто токму нас, дали може да отидеме во оние животни кои што секако знаете дека биле сметани за погани и да се склонат во нив од силата на оној кој што ја има вистинската сила, нашиот Господ и Спасител. Он им дозволи. Што имаме ние pouка од тоа, драги браќи и сестри? Кога ние сме исполнети со љубовта, милоста, која што е слична или по образот на нашиот Господ Исус Христос, тогаш секоја нечестива енергија, сила, дали е во видлива или во невидлива состојба, полесно ќе се одбива од нас да влезе во нас. Затоа и самите ние забележуваме многу често кога некој, иако денеска тој термин многу често се вулгаризира, позитивна енергија, ние велиме со добра душа, ќе се приближи вена, се чувствува на исто така, се чувствува кога некој носи злоба во себе. И таквите луѓе, ако ние во себе носиме добрината, самите ќе се трнат од нас. Нема да потреба ние да побегнуваме од злото, како што овие бесови не го избрка Спасителот на својот пат, туку побегна он него па се удавија во морето. Тоа е поуката на нас, дека ако не оставиме место во душите своји за злоба, за презир, за завидливост, за сите оние лоши работи кои што ги чинат бесовите во нас, ако се исполниме со доблестите кои што една христијанска душа треба да ги има според образот Господов, а тоа се добрините, љубовта, милоста и пожртвуваноста и многу други доблести, тога ќе нема место ниту за овие кои што претходно ги направивме, а да ги нема меѓу никој од нас. И тогаш и оние луѓе кои што се носители на такви беди, самите можеби ќе дојдат до Бога да се и очистат од тоа, а ако ништо друго, барем од нас ќе бидат одбиени, затоа што ние можеме секојдневно да се вардиме од надворешните опасности, но тие духовни опасности треба уште повеќе бидеме внимателни. Според тоа, повторно ќе кажам, да се исполнуваме со сите добри што ни се оставени во Евангелието, во преданието, кај што ни се кажани кај светите отци, за да не може злобата и се она што го чини човекот темен и неубав и недобар да се одбива од нас, за да се покажеме вистински синови на небесниот Отец, како што Синот Божи по негов образ зададени не упати. Нему нека му е слава и чест, а вас, Господ, сите нека ви дарува здравје и спасение. Амин.